Почитувани, повод за данашната наша пресконференција е се повеќекратните закани врз председателот на Општинската организација на Гром Струмица, господин Сашо Милковски. Сашо Милковски, се извинувам. Заканите доаѓаат од постојано членовите на Социјалдемократскиот сојуз, како преку социјалните мрежи, јавно, исто така во лични пораки, како и пораки упатени по неговата лична безбедност, испратени преку негови пријатели. Повеќе пати се случуваше на неговиот автомобил да бидат издупени гумите, да бидат исечени гумите или пак возилото да биде оштетено, но сето тоа го толериравме. За вчерашното палење на неговиот автомобил во раните утрински часови, во 2 часот наутро, навистина ја прелеа чашата. И ние знаеме дека вакви кукавички действија се иманентни за Социјалдемократскиот сојуз. Очигледно тие преку ден леат крокодилски солзи за граѓанските права и слободи, за угнетеност и за режимот, а ноќе се претвараат во диви орди. Зачудува фактот што Социјалдемократскиот сојуз излезе со соопштение дека нашиот председател Сашо Милковски си го запалил, замислете, сам возилото за да предизвика внимание во јавноста. Се прашуваме за каква политичка култура станува збор? За каква опозиција? Вака ли ќе ослободуваат Република Македонија од наводниот режим? Секоја сериозна политичка партија, ако има трошка државничко во себе, најмалку што ќе стореше, ќе се оградеше од настанот и истиот ќе го осудеше како атак врз имотот на својот политички противник, особено во градот Струмица, каде што и председателот на опозицијата и градоначелник е господинот Зоран Заев. Но Социјалдемократскиот сојуз не зачудува. Го знаеме добро. Не зачудуваат невладините организации за заштита на човекови права. Сакаме да ги прашаме и шарените амбасадори. Вака ли мислат да ни обезбедат кредибилни избори? Како не најдоа за потребно да го осудат настанот или барем, како што милуваат, да твитнат за овој настан во негативна насока? Иако настанот беше пријавен уште утрото во 9:30 часот, увидни екипи по повеќекратни наши интервенции од Крим техника дури дојдоа после 17 часот попладне и исто така констатираат дека возилото било полеано со бензин и со масло, дека веќе возилото горела неговата гума и дека возилото е изгаснато од чувар кој што го обезбедувал соседен објект и во сосема случајна обиколка го забележат пожарот. Се поставува прашање, како за господинот Диме Спасов, кога го местат полицајци пред неговото возило се наоѓаат во рок од 2 минути? А како кога се работи за ваков настан во кој што имаме сериозен атак врз имотот на еден политички противник, им требаат 8 до 9 часа под притисок да извршат увид. Бараме од министерот за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски, помалку да бистри политики, повеќе да мисли за безбедноста на граѓаните, особено и за политичките противници, затоа што е министер за внатрешни работи на сите граѓани на Република Македонија и бараме да се спроведе истрага, да се утврди кои се тие што се закануваат на господинот Сашо Милковски и кои се сторителите со кои го палеа неговото возило во 2 часот наутро, завчера наутро. Благодарам. Дали имате прашања? Дали вашата партиска истрага е дека тоа се членови на Вака, ако членови на Социјалдемократскиот сојуз постојано му се закануваат на председателот на Општинската организација, ако постојано му упраќаат и упатуваат и јавни пораки преку социјалните мрежи, ако во лични контакти му се закануваат со зборовите дека крв ќе плука и ако му праќаат пораки преку негови пријатели, исто така пораките се однесуваат со опасност по неговата лична безбедност, кажете ми на кого тоа треба да го упатиме прстот. И второ, ако Социјалдемократскиот сојуз не наоѓа за сходно да се огради од настанот и во исто време да го осуди тој настан и да побара од органите на прогонот
да ги утврдат фактите и да се најдат сторителите. Постои ли политичка партија или политички лидер во Република Македонија кој би требало да се оглушува или пак да поддржува или да се прави наивен кога е во прашање насилство, особено кон политички противник. Имајќи во предвид дека тоа што сега го направи односно го прават луѓе од Социјалдемократскиот сојуз, тоа го правеа минатите избори во општина Карпош, кршејќи прозори, шкртајќи по ѕидовите, кршејќи повеќе штабови на граѓанската опција за Македонија. Како што има одговорност представниците на власта во оваа држава за стабилноста на Република Македонија и за кредибилни избори, во исто време има обврска и опозицијата да се однесува онака како што треба и оние кои што одлучиле да бидат носители на јавни функции, особено да ги водат безбедносните сектори, исто така треба да се однесуваат согласно стандардите и во исто време за сите граѓани да обезбедат мирен и безбеден живот, а особено кога се работи за политички противник, да вие имате потреба неколку пати да ги прозивате, да ги барате за да испратат крим техника да се констатира тоа што треба да се констатира. Зарем треба да дозволиме господинот Сашо Милковски да биде убиен или да му бидат нанесени телесни повреди за да потоа ние реагираме? Или пак некој смета дека граѓанската опција за Македонија во Струмица треба да биде глума, треба да го толерира неработењето на нивниот градоначелник и сите оние пропусти и се што се прави во општина Струмица, локалното население, вклучувајќи ги политичките партии, треба да бидат неми само за да можат тие да царуваат и да ги кажуваат своите приказни за наводната нивна угнетеност и во исто време да ја покриваат својата неработа. Не, тоа нема да се случи. Јас сум длабоко убеден дека господинот Сашо Милковски е храбро момче. Во исто време сакам да потенцирам дека има сопруга која што е во 5-ти месец бремена и мислам дека ваквите трауми на едно семејство се крајно недозволиви. Но, во исто време, граѓанската опција за Македонија е веројатно еден од ретките политички субјекти кои што вакви атаци некој се обидува и дека ќе не заплашат натаму да во нашето политичко действување. Ние како политичка партија никогаш не сме се служиле со насилие, ниту пак имаме намера на нашите политички противници да им претиме или на членови или на симпатизери во носење на нивните одлуки или пак политичкото действување. Напротив, бевме сведоци и на минатите избори, кога токму и во општина Карпош, тамо каде што имавме отворени штабови, членови на Социјалдемократскиот сојуз искршија неколку штабови, дури и во општината влегоа членови на Социјалдемократскиот сојуз да скршат стакло, да шкртат по зидови и така натаму и така натаму. И тоа нормално кога во општината не е градоначалникот.